Родовата еднаквост мора да биде една од фундаменталните вредности на нашето општество, кое што не тера да одиме понапред, но и ни овозможува што е можно повеќе еднаквост, сигурност, безбедност и можности за сите во нашето општество. Постоечката системска нееднаквост и недоволната застапеност на жените на позиции на донесувачки на одлуки доведе до тоа да најзастапен родов стереотип кај младите се однесува на учеството на жените во политиката и донесувањето на одлуки. За да имаме општество кое што е функционално, треба да има распределена моќ во која што секој може еднакво да го искаже своето мислење и начинот на кој што ние можеме да градиме политики кои што всушност придонесуваат кон родова еднаквост. Сега во однос на што значи ова за донесувањето на одлуки, укажува дека ние треба да размислиме малку подобро како ги вклучуваме жените, односно која е позицијата на жените во политиките, но и во јавниот простор. Не може да очекуваме дека некоја девојка би сакала да биде политичарка, доколку гледаме секојдневно како се третираат политичарките во нашето општество. Кога сме кај родовите стереотипи, секој втор млад човек смета дека родовите стереотипи се појавуваат токму во семејството и се учат од членовите на семејството. Правото на образование е загарантирано со закон, но дали е тоа така во реалност и дали секое момче и девојче има еднаква можност за образование. Ова истражување покажува дека 17,6% од испитаните девојчиња не биле поддржани од членови на семејството за продолжување на своето образование, односно за остварување на високо образование. Ова директно влијае на економската зависност на жените. Родово базираното насилство може да биде последица како на економската зависност, така и на родовите стереотипи, родовите предрасуди. Меѓутоа и ограничувањата кои постојат во самото општество. Истражувањето дополнително покажува дека секој трет млад човек во Македонија искусил родово стереотипно однесување и штетните влијанија од самото родово стереотипно однесување на самиот себе си, меѓутоа многу почесто штетните влијанија се насочени кон младите жени. Не смееме да бидеме само сведоци, мора да се реагира, мора да се даде поддршка и мора да бидеме секогаш критички настроени за тоа што представува родовото базирано насилство во нашето општество, да го признаеме како постоечко и да видиме како да создадеме општество кое што не само што дозволува да се случуваат тие работи, него превенира и создава механизми на заштита понатаму како жртвите и жените кои што имаат преживеано насилство да соодветно се рехабилитираат во навраќање во општеството, но и да можеме да размислуваме за процеси на зајакнување и за здравување, кои што не секогаш се дел од културата на нормализирање на насилство. Тоа што заеднички може да го направиме е малку поотворено и подиректно да зборуваме во јавниот простор за овие проблеми, да не ни е страв или срам, да создадеме безбеден простор, дури кога никој не секогаш се согласува или ги разбира овие работи, едноставно да разбираме дека и преку правењето грешки ние можеме да создадеме простор на учење. Па така, доколку сакаме да зајакнеме родовата еднаквост, доколку сакаме да ги намалиме родовите стереотипи, предрасуди, доколку сакаме да ги намалиме формите на родово базирано насилство, апсолутно ни е потребна едукација. Едукација пред се на младите, бидејќи тие се оние кои што се наша иднина, да речеме, идните гласачи, идните донесувачи на одлуки во државата.
Па така, воведувањето на сеопфатно сексуално образование апсолутно мора да ни биде приоритет, бидејќи само на тој начин можеме да постигнеме едно родово еднакво општество.